Почитувани добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е председателот на Советот на град Скопје, универзитетски професор и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Трајко Славески. Господине Славески, откако ова раководство е на власт во град Скопје, се случи серија на незадоволство од страна на вработените во јавното сообраќајно предпријатие. Кој е одговорен конкретно што Скопје во понеделникот остана без јавен превоз? Ова што е најновото случување од пред неколку дена е манипулација со вработените од страна на раководството на јавното сообраќајно предпријатие. Имено, постојат документи, тоа може да се види во објавата во службен гласник на град Скопје, дека во ноември, последната третина од ноември, има одлука на Совет на град Скопје за префрлање на 2 милиони евра, нешто без малку 2 милиони евра, 110 милиони денари за исплата на, како што тогаш се објаснуваше, ноемвриска и декемвриска плата. И ние сме, како да кажам, гласале за таа одлука, сме рекле дека во ред е, јавното сообраќајно предпријатие добива субвенции од град Скопје, има логика тоа, и ќе бидеме мирни до завршување на годината и почетокот на наредната година. Субвенциите од 700 милиони денари или 11 милиони евра се наменети за исплата на плати, целокупниот износ на платите на вработените во ЈСП до крајот на годината. Барем такви се очекувањата. Јас сум сигурен дека тие некаде за време на летото или на јесен повторно ќе побараат дополнителни средства. Тие дополнителни средства со ребаланс треба да се кратат од некои капитални проекти, да се скрати на асфалтирање на улици, на некој булевар, на некој парк и така натаму, затоа што така сме ги навикнале, така сме ги научиле. Сакам раководствата кои што се поставени од градоначалникот. Тоа е и во јавното сообраќајно предпријатие, членови на управниот одбор се од ВМРО ДПМН. Членовите на управниот одбор има други сосема друга функција. Раководењето е моќта е во рацете на директорот, на извршната функција. И сега, знаете, јас вака размислувам, целам, ако вие водите една институција, ова јавно предпријатие или било која компанија и некој друг ви го покрива износот на плати целосно, па секој возач на градски автобус во такви околности може да биде директор на јавното сообраќајно предпријатие. Друго објаснување нема. Тие имаат сопствени приходи од наплата на билети и така натаму да покриваат трошоци за амортизација, резервни делови, гориво и слично. Така што тоа е целосната вистина. Јас се надевам дека во догледно време ќе се држат до она што го изјавија барем раководството и дека проблемот со исплата на плати на јавното сообраќајно предпријатие е решен за цела 2024 година. Ке цитирам: градот тоне во нечистотија, загаден воздух, урбанистички хаос, неорганизиран систем за јавен транспорт. Ова е извадок од програмата на Данила Арсовска, кога се кандидираше за градоначалник на град Скопје, а која и вие лично и вашата матична партија ја поддржавте. Без оглед на политичкото разединување кое што се случи, претпоставам дека и програмските заложби ваши и на вашата матична партија останале непроменети. Меѓутоа, она што сакам да ве прашам е дека дали е оправдан впечатокот во јавноста дека во сите овие области кои што ги споменавме нема речиси никаков напредок. Вие цитиравте став од пред 2 години и јас се согласувам, ние живееме нели во овој градот. Морам да признам, нередовно го користам јавниот нели превоз, но слушам од родни пријатели и други кои што се жалат на квалитетот на услугата. Факт е дека нема некој позначителен нели напредок. Градоначалникот Арсовска истакнува дека не знам таму 400 проекти биле реализирани, но најдобар, како да кажам, оценувач или судија се граѓаните. Ние, внимавајте, сите тие прашања немаат врска со политичка определба, идеолошка и така натаму и така натаму. Нашата советничка група, која што во моментов брои 16 од 45 члена на Советот, значи тоа не е никакво мнозинство, ги поддржува сите оние предлози, одлуки, иницијативи што доаѓаат дури од советници од другите политички партии, дури од
главните ривали Социјалдемократскиот сојуз, ДУИ и така натаму, за кои што се смета дека се во интерес на граѓаните. Например, кој не би поддржал оние, да речам, договори за меѓуопштинска соработка, каде што со поддршка на град Скопје некоја општина реализира некој проект, да речеме водовод, канализација и така натаму и така натаму. Дали е тоа саре, дали е чаир, дали е кисела вода и слично, тука нема никаква дилема. Сега има некои нормално прашања по кои што не може да се постигне консензус од причина што градоначалникот Арсовска нема мнозинство во Советот, кој што ја поддржува. Таа имаше мнозинство, ама со она што се случи, со разидувањето, со обвинувања, нели, во врска со некои капитални проекти, како што беше пречистителната станица, се покажа дека тоа биле безпредметни обвинувања, зашто има, мислам, и судски разрешници. Работите се комплицира, Кој го има мнозинството сега во Советот на град Скопје? Нема стабилно мнозинство, но она што во последно време, ево и одлуките што се носат, мнозинството е Социјалдемократскиот сојуз, ДУИ. Социјалдемократскиот сојуз има 12, ДУИ има 5, тоа се 17, Левица 4, 21, другите се приклучуваат, групацијата ЛДП Дом се 20 советници, некојаш Зелен хуман град и така натаму. Така што мислам, мене не ми се допаѓа тие меѓусебни, не знам што се каже, се покаже, вие сте мнозинство, тоа често го слушаме од координаторот и од представници на Социјалдемократскиот сојуз, вие имате одговорноста и слично. Можете ли еве да посочите конкретна област, од како е дојде ново раководство во град Скопје, конкретна област во која што има одредено високо подобрување или напредок во однос на квалитетот на живење на Скопјани? Велам, можам да бидам субјективен во една или друга насока, но ево, асфалтирани се неколку улици, булевари. Ево да веруваме дека некои од оние депонии кои што Диви ги спомнува градоначалникот Арсовска се расчистени, не се повторно претворени во депонии. Се работи на клучката кај Момин поток, не знам докаде работата со мостовите, нели, нови кои што се градат за поврзување на одделни делови од градот. А другото е она што е нормално редовна активност на јавните предпријатија, одржувањето на хигиената, собирањето, нели, на сметот. Тешко да забележите дали има или нема подобрување, додека колку толку работите функционираат, но ако била таква констатацијата во програмата на градоначалникот Арсовски, со неја се настапило советување дека ќе се средат тие работи, дека Скопје нема да се гуши повеќе во смет, одделни делови од градот се уште се гушат, особено онаму каде што има градилишта во близина, не се спроведуваат некои норми, регулативи и така натаму. Има проблеми. Советот на град Скопје го донесе и буџетот за 2024 година. Можеме да видиме само бројки, нема наративен дел во однос на што и на кои области, на кои проекти ќе се трошат градските пари. Тоа е голем проблем на кој што реагираат и советниците. Имало таква практика во, да речем, не така далечното минато, но таа е напуштена со образложение дека наводно во некој ревизорски извештај ревизорите упатиле дека токму ова е стандардната форма пропишана од Министерството за финансии на Република Македонија за презентација на буџет. Советниците немаат никаков пристап до градската администрација затоа што тие, иако се задолжени по закон да им излезат во пресред, во подготовка на материјали, да одговараат на нивни прашања, да дават информации, кажано им од градоначалникот Арсовска дека ништо не смеат да им дадат на советниците како информација или материјал, се додека не добијат дозвола лично од нејзе, што е голема пречка. Советникот од Зелен хуман град излезе со информација. Горијан Јовановски. Да, излезе со информација дека за високи 46% се намалени парите во однос на заштитата на животната средина и загадувањето на воздухот.
Тоа може до тој податок да се дојде само ако копате или прашувате да видите кои се конкретните проекти кои што се внесени или не се внесени во буџетот. Значи, што беше идејата? Идејата беше дека на седница кога се расправа за буџет или по некој амандман, тогаш не може да се избегне, затоа што, имајте, пред очите на целокупната јавност, некој советник ќе постави прашање, бара објаснување од службите, нели, кои што се присутни од секторот за финансии и буџет. Што стои позади некоја генеричка ставка, например други услуги или таму, не знам, разни расходи и слично, и тогаш добиваат какви такви одговори, но проблемот е што тоа не се прави претходно. Како гледате на политичкото активирање на градоначалничката Данила Арсовска, која однеодамна стана председател на партијата Нова алтернатива? Видите, мене не ме изненадува тоа, затоа што имам некои информации преку партијата ВМРО ДПМН, уште пред 4-5 години, преку некои канали во партијата се доближи до раководството на партијата, како представувајќи се како некој пандан на Сојузот на стопански комори. Добро, следам на Стопанската комора на Македонија, таа беше председател на Сојуз на стопански комори, дека откако ќе си отиде, односно ќе се промени власта, тоа беше очекувањето за 2020 година, на местото на она што беше Кочо Ангјушев, нели, заменик на премиерот за економски прашања, ќе седне Данила Арсовска. Тоа беше амбицијата која што не се реализира и веројатно амбицијата за во високата политика никогаш не била напуштена и дека ова само се сметало градоначалник на град Скопје како една одскочна, што би се рекло, штица за нешто далеко поголемо, но тоа се, како да кажам, толку илузорни амбиции кои што ево видовме по моја информација од потребните 1000 потписи да се регистрира нова партија која што беше наменета, дури името се кажа Правда, биле собрани околу 230, значи нема 1000 луѓе што ќе се потпишат ќе застанат позади некоја партија што бе предводила Арсовска. И видовме сега еден процес малку смешен за мене, оживување на една мртва партија, на еден мртвец како зомби, нели? Да го користам тој израз. И ево Нова алтернатива. Нова алтернатива е за мене зомби партија, на оживеен мртвец кој што е толку маргинален што после овие избори ќе исчезне, доколку иако поинако се, да речем, кажува, навестува, не се приклучи кон коалицијата на предводена од Социјалдемократскиот сојуз, па да тонат заедно со нив. Покрај парламентарните избори треба да се случат и председателски избори годинава. Конвенцијата за избор на председателски кандидат на ВМРО ДПМН е закажана за 2 март, ако не се лажам. Точно. Претходно треба да биде објавен и огласот на кој што ќе се пријават кандидатите. Дали е веќе отворен овој оглас? Не, по моите информации не е отворен, има се уште овој време, најверојатно еден месец на почетокот на февруари. Сега најверојатно тоа беше соопштено. Има еден критериум, нели, покрај тоа што не мора да биде партиска личност, да ги поддржува политиките и идеологијата на ВМРО ДПМН. Сепак има едно така би се рекло сито за да се избегнат некои случувања, некои практики, да се пријават случајни луѓе на таа конвенција, треба секој заинтересиран да обезбеди 25 потписи од делегатите на таа конвенција. Планирате да се кандидирате за председателски кандидат? Не. Единствено знам дека на почетокот сум бил во некој поширок круг, нели, на личности за кои што се мереле рейтинзите. Сега и тука, знаете, сепак не би сакал да влегувам во методологијата и така натаму, така што останува да видиме. Како што одминува времето, работите ќе стануваат појасни. Благодарам многу на интервјуто. И јас ви благодарам за разговорот. Почитувани, го гледавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.